Многу ми е драго што сме денеска тука и ние и вие. Многу ми е драго што сум денеска тука на покана на авторката на книгата и на се ова што се случува овде, се што е напишано тука, за наша радост како паметник, би рекол, на она што е наше живење низ вековите. Под наше мислам на Прилепско се разбира, оригинал Прилепско. И кога доаѓавме со Добрила за промоцијата од Скопје денес, на наше огромно задоволство, патот ни помина многу кратко, затоа што се за кое што зборувавме беше Прилеп, книгата, градот и она што ќе се случува денес. За наша среќа сме тука ние да бидеме спроводници на ова што ќе се промовира. Сабајле имав проба со еден наш прилепчанец кој што сака да се прокламира сепак и на негови 70 и кусор години како прилепчанец, со Владимир Милчин, и ме испрати со поздрав дека градов е супер што има се уште луѓе кои што мислат на тоа дека треба да се стави нешто во книга и тоа е одлично. Секогаш можеме да прочитаме, ми евоцираше историја за тоа како низ годините, што го впрочем и го има во книгата, досега се појавувале неколку книги од татко му Илија и така натаму со кои што ние можеме да се поистоветиме. Би сакал да почнем да речеме Прилеп 1854 година. Силен оган пламти во чаршијата. Огнената стихија во чат и пепел ги престори еден по еден дрвените дуќани. Не оставајќи ни дел од контурите на дрвената Саат кула. Следуваат 4 години колективна тага и разочарување, а потоа повторно ја јакнат надежите за изградба на новата Саат кула. И ете ги Христо Тасламиче и Петре Лауцо со својата тајфа. Со железна волја и одлука. Прилеп мора да добие нова Саат кула. Прилеп 1858. Се мешаат слики во височините, се дзида од камен и блеска со својата убост. Гордо исправена во чаршијата, новата Саат кула, Еснав од Прилепски носи одлука. Саат кулата да има и механизам. Го порачуваат од Австрија и со брод по Дунав го носат до Белград. Потоа прилепчани со запрежна кола, со денови патуваат до Белград и назад за да го донесат до Прилеп. Се собрал убен народ околу Саат кулата да го сведочат мигот. Го кренале во височините, го наместиле, го дотерале, станале уште погорди на Саат кулата, која сега имала и градски часовник. Понатаму Моника ќе продолжи моето хипотетично патување низ колективната меморија на моите предци, на прилепскиот Еснав, низ вековите го прекина Диме Чучуро. Ова августовско утро тој доаѓа со својата редовна проверка на точноста на саатот и така натаму. Понатаму вика Саат кулата што води кон височините, по стрмните скали според проекцијата на Засламиче и Лауцо и трна за да го штелне механизмот што со максимална прецизност го одбројува времето за прилепчани. Во својот препознатлив ритам тик-так, тик-так, како срцево пулсирање, како потврда на живост на градот, механизмот одбројува секунди, минути, сати, 161 година. Fiuca moma, mole bonga, daia, storelele edno pile, da prele, talele širno more, da si delele jusoluna. Da si de jusoluna, jučar šijalele na terzija, da si kupelele asku prina, da iši jetelele anterija. Da iši jet anterija, dълга леле
ема широка, да се веелеле до земјата, да јака лелеле калдрмата. Филка ќоде на орото леле прилепското, декшо и град леле салергени леле прилепчани. Да ја видат комшите леле душманите, за да пукнат леле комшите леле душманите. Прилеп 1875-1886 година. Занетите бујат низ времето. Особено со појавата на панаѓурот, а наспроти 30 еснави во 19 век, како што пишува Цепенков за својот роден град, 1100 дуќани во чаршијата во 1886 година, според Георги Трајчев, во годините по прекинот на панаѓурот 1875 почнува економскиот пат на градот. Во 30-тите години на 20-тиот век во чаршијата има 98 дејности со 640 занетчиски дуќани. Занетите во Прилеп некогаш биле концентрирани на едно место и улиците во чаршијата ги добивале своите имиња. Свеќарска, Златарска, Коларска, Пабуџиска, Казанџиска и други, забележал историчарот советник конзерватор Благоја Талески. Според сарачите, седларите, впрочем името го добила и чешмата Сарачина што се наоѓа во чаршијата. Околу саатот се продавале симиди, кикирики, леблебии, печени костени, оранжади, јаболка и круши. Имало дуќани речиси залепени еден до друг. Со заеднички двор со бунар, што го користел целиот еснав, кој ги отварал и затварал дуќаните, според отчекувањето на саатот. Впрочем, го поканувам доктор Владимир Караџовски да ни даде опис за тоа што се случувало во чаршијата и еден увод. Благодарам. Почитувани присутни, Прилеп, градот Хереот, градот на непокорот и вековните простумина, градот на тутунот и мерменот, има многу знаменитости од поблиското и подалечното минато, со кои може да се гордее, а една од тие знаменитости секако е старата чаршија. За развојот на чаршијата занетите, за 1000-годишниот живот во градот оставен е огромен број на пишани документи. Да се истражува, да се копа повеќе огромен број на материјали, да се разговара со многу луѓе, да се има трпение, да се прелистаат илјадници страници на вестници, списанија, да се консултира стручна литература, да се воспостави мост од контакти, не е само макотрпна, туку и исцрпувачка и напорна работа, која бара трпение, разбирање, но пред се знаење и голема љубов кон материјал што се истражува. Со таква работа, изминативе 2 години, успешно се соочи и авторката на книгата, која празнична октомврска вечер ја промовираме, а чиј наслов е Старајте занаети во Прилеп, почитуваната госпоѓа Талеска. Моника Талеска е родена во Прилеп. Таа е дипломиран новитар на интердисциплинарните студии по новинарство, правен факултет во Скопје. Својата кариера е започнала во весникот Млад борец, а од 1993 година до 2017 работи како новинар, дописник, уредник на повеќе медиуми во Македонија, а во еден период е и главен и одговорен уредник и директор на некогашниот Центар за печат, радио и телевизија Прилеп. Работи како советник за односи со јавноста во општина Прилеп во период 2017-2019 година, а потоа како библиотекар во јавната општинска основна градска библиотека Борка Талески Прилеп, каде што во моментов е ВД директор на оваа културна установа. Добитник на повеќе новинарски награди, како што вели, борец е за правда и човекови права, но пред се таа влюбеник во својот град, во животот на чаршијата, со особена почит за влогот на еснафите, кој што ја пишува современата чаршиска историја на Прилеп.
Содржината на ракописот е разпоснена на 311 страни, со паралелен превод на англиски јазик и е поделена на неколку делови и тоа. Во првиот дел, Дневник на Прилепската чаршија, во која авторката, како искусен хроничар, ни го пренесува духот на Прилепската чаршија, во која секоја среда и сабота врие како во кошница. Старо и младо од сите професии и покрај жешкото сонце пулсира заедно со гласот и песната на Гога Зафиро, ој Прилепе, граде мој. А во низината средина се занајчиите, задлабочени во својата работа, без див, без пауза во служба на уштеријата. Како што пишува авторката, чуден е овој град под Марковите кули. Градот, низ кој за време на милионеумското постојне се случиле многу настани, низ кој поминале многу војски, многу личности, патеписци, многу трговски каравани и други намерници. Градот на Самуил, на кралот Волкашин Марко, градот на Цепенков, Кепески, Конески, на Џумерко и една цела плејада на културни творци и уметници. Град на горди луѓе, прекосни, достоинствени, учени, добри домајчини и стопанственици. Во кој, како што вели легендата, секој носи кантар на пояс, а тоа во преносна смисла значи дека во Прилеп секој збор на кантар се мери, град во кој занечиството и занаетите заземаат посебно место. Во вториот дел под наслов Старите занаети во Прилеп, авторката го започнува своето беседење со занаечиите во чаршијата, слушајќи ги нивните занаечиски приказни, полни со зачини од деснавскиот живот на градот. Преку тој разговор, таа во суштина не запознава со развојот на занетот, со алатите кои се користат, со нивните патрони и правници, не запознава со дел од личностите кои некогаш, а и денес тој занет го практикуваат. Приказната е започнува со сачијата Диме Чучуру, кој последниве неколку години со швајцарска прецизност го држува австрискиот механизам на Прилепскиот сад, поставена кулата, изградена од лауто и засламиче. Зборува за дедо му Илио Чучур, прочен сачија во Прилеп и Македонија, татко му Петро Чучур, па за Зија сачијата, Борка Кисела, за Пецо Конески Пичула, за неговиот син Звонко и внукот Петар. За Иван сачијата, за неговата наследничка черката Врече. За да констатира дека прав саче е оној што знае да поправи механизам, а не да менува батерии. Приказната ја продолжува со Зоран Михајловски, последниот ковач во градот, кој што чеканот и на ковалната ја кова не само својата среќа, но и среќата на многу прилепчани. Тој занает го научил својот дедо татко на сопругата Веселин Конески. Добро изработениот клуч секакви врати отвора, па и оние најтешките, а мајсторот Методија Ѓуровски, наречен Цако, најдобро ги познав тајните на лијаните клучеви. Својот занет му определа на својот внук Кристијан Костовски, кој усовршил техниката изработка и на нови кодирани клучеви. Приказната понатам продолжува со мајсторот Томе Петрески, кој изработува гајди и други музички инструменти од дрво. Тој е од фамилијата на Сорлажиовци, а занаетот го наследи од татко Морде, од неговиот дедо Ѓоре и прадедо Петре. Во чварскиот занет, по потекло од околината на Прилеп, и датира од пред 200 години. Во почетокот постоеле 13 дојчини, а денес во градот останат уште мајсторот Методија Јанкуловски, еден од четворицата македонски, а последен прилепски бочвар. Тој најчесто изработува нови, а и врши поправка на старите бочви. На ланџискиот занет спајќа меѓу постарите занаети во градот. По прилепската калдрама најдобро било да се оди со наланите изработени од прилепските мајстори. Во тоа време ги имало 12. Денес во Прилеп постои уште еден наланџиски дучен, во кој работи Стеван Николовски, наречен Германот, дипломиран агроном кој за жал изработува саморачки за секери, тесни мотики и грибла, а понекогаш изработува младина ланчина, се разбира ако побара некој турист. Тој е син на Благоја Николовски, а внук на Милан Николовски, познати прилепски мајстори. Приказната понатам продолжува со Орде Цветковски, кој својот работен век го поминал во Прилепскиот суд, но го презел занает од неговиот татко Рампо, самарџискиот занает. Мајсторите изработувале повеќе видови самари за товар и јавање, но денеска тоа веќе го нема. Приказната
продолжува со Александар Десовски, фотограф, наследник на неговиот татко Мате и деда му Василе. За кожарскиот занет, за начинот на обработка на кожата, за неговиот развој, авторката разговара со Димче Блажевски Чалата, за некогашните кожари, неговиот татко Живко Блажевски, Наане и Леснагата, за да ја заврши со Рубен Трајковски, кој денес е единствениот кожар во Прилепската чаршија. За велосипедскиот занет, за неговиот развој, запознава велосипеджијата Благоја Чорбевски Чалата, кој 40 години се занимава со овој занет. Кунџискиот, односно златарскиот занет, бил добро развиен во Прилеп. Денес во Прилеп еден од продолжувачите на овој занет е Кирил Трпчевски Трпче, кој занаетот го учел негови Чичко Спире, а овој својот татко познатиот златар Кирен. Тој изработува златен и сребен накит, но и сувенири со символи од градот. За фризерскиот занет во Прилеп, за неговите тајни, говори Јовица Нешковски, кој благодарение на тоа што не сакал да сади тутун, станал врвен мајстор. За берберите, нивниот развој, за берберскиот еснав ни зборува Александар Тодоровски, мајстор на берберството со 60 годишно искуство. Приказната понатума продолжува за развојот на кројачкиот занет, за кројач Петар Момировски Момиро, со мајсторот и шнајдерскиот занет Благоја Станковски Гаго, неговиот ник Благоја, со шнајдерките Лидија и Сава, а понатам продолжува со иконија Трифуновска, која филигрански плети везе веровли гоблени. Со касапот Петар Пучевски Петре, представник на еден Петар Пучевски Пурче, представник на еден од најбројните занајти во Прилеп, касапскиот бореџијата Пеци Дамеска Джулијана, зборува за семејството Исаки, кој создаде сладкарскиот бренд Шар, за Менде Младеновски банакот, еснав човек, ножар, репаратор на ски, влюбеник во олтајмери, за да продолжи со приканата со столарот Владко Стојановски, кој занаетот го научил од таткото на својата сопруга Снежана Перо. За да продолжи со свечарскиот занет, односно да разговара со Методија Шојлевски Шојлев. Во продолжение следува и представувањето на малерскиот занет, преку разговор со мајсторот Благоја Клапа, за кондураџискиот занет, знаме од разговор со Сашо Ангелевски, кој е потомок на познати прилепски челдер, и Сашо Деспотовски. Разговорот продолжува со Иван Наумчевски, познат како Иван Електричарот, кој е познал душата на автомобилите, па со прилепскиот рамкар Томе Христовски и стакларите Аце Наумовски и негови син Николче Наумовски. Во понатамошниот дел од книјата се зборува за тенекиџискиот занет, за Благоја Мимина, за брачниот пар Сојна и Петре Талески, за шапкарот Славе Марковски Платар и неговиот наследник син му Илија Марковски, за брајчета Благо и Петар Николовски, познати како Дрндачовци, последните органџи во Прилеп, за да приказната од Прилепската чаршија заврши со джачарите Менде Димитриевски и Драган Талески, кои според народните верувања носат среќа и спокој во секој дом. Во третиот дел од оваа книга даден е приказ на Прилепската чаршија, од делата на писателите, патепистите, како и на денешните современи истражувачи на занетите. Во последниот дел од трудот представени се архаизмите, што и денес се употребуваат во чаршијата во Прилеп. Книгата е илустрирана со многу интересни, но и стари фотографии, од кои еден дел се добени од страна на наследниците на познатиот прилепски фотограф Василе Дезовски. Почитувани присутни, завршувајќи го овој краток преглед на содржината на трудот на госпоѓа Моника Талеска, старите занајти во Прилеп, истиот ви го предам во ваше раце, со надеж дека тој ќе го задоволи вашето љубопитство. Овој труд носи и една многу силна порока, а тоа е дека занечиството мора да се презентира како важен дел на стопанството. Перспективно, особено за младите, тоа треба да возможи креирање нови работни места и семејни бизниси. На почитуваната авторка и посакувам добро здравје, бистер ум и натамошна успешна работа, а вам ви благодарам за вниманието. Јано мори, јанке, се вдали, но моја росна
Јано мори, детелино. Ај, моја росна, јано мори, детелино. Те прашаје, јано мори, мајстори, не. Што им готвиш, јано мори, за вечера. Ај, што им готвиш, јано мори, за вечера. Kad banica begu more, ilko goškaj, ova večer begu more, rudo jagne. Ај, од две мајки бегу море, задоено. Просто мислам дека не треба да се зборува. Многу сум среќен кога на студентите им зборувам за Цепенков како да е Шекспир. Нималку не се разликува од големината на тоа што Шекспир го направил за англичаните, делото на Цепенков за нас. И не само за нас прилепчани, туку и за цела Македонија. Тој Цепенков е имал чаршијата, тој Цепенков ги имал еснафите, тој Цепенков ги имал занаетчиите, тие го имале него. Подоцна Круме Кепевски го имал Цепенков, Блаже Коневски го имал Цепенков, ние го имаме Цепенков. Цела културна линија на нашиот град ги има сите тие кои што се надевам господин Слободан Беличански сега ќе не ги представи уште поубаво на неговото излагање. Ве поканувам, повелете. Јас во ова чудесно убава вечер, кога на најубав можен начин се прегрнуваат прилепското и македонското, минато, сегашност и иднина, ќе ви говорам за оној дел од книгата на авторката Моника Талеска, кој говори за Прилепската чаршија во делата на писателите, патописците и истражувачите. Почитувани, убавините на Прилеп и Прилепската чаршија, како срце на овој град, повеќе векови биле предмет на интерес на писателите, патописците и истражувачите. Францускиот геолог Ами Буе во книгата Турција од Европа
публикувана во 1840 година, го фали Прилеп и неговиот пазар, нотирајќи дека овој град има прилично голема чаршија. Во големата енциклопедија од француско потекло, издадена во 1847 година, стои податок дека Прилеп има голем саем во месец август. Доктор Јован Хаджи Василјевиќ во својата книга Прилеп и неговата околина, издадена на српски јазик во Белград во 1902 година, дава слика на занаетчиството и трговијата во Прилеп во текот на 18 век. И овој автор пишува за Прилепскиот саем, односно Панаѓур, со учество на трговци од градовите Велес, Скопје, Врање, Ниш, Софија, Пловдив, Карлово, Сер, Солун, Битола, Корча, Охрид, Елбасан и други. Василјевиќ не пропушта да проговори за производството на тутун, опиум и така наречената прилепска пиперка. Тој ги истакнува и квалитетот и бараноста на познатите прилепски килими и познатиот и убав плетварски мермер. За народот во Прилеп ќе запише дека е многу бистар и прониклив и дека многу мудрува и прави вицеви. Авторот Георги Трајчев во Софија во 1925 година ја објавува книгата Град Прилеп. Според него, Прилепскиот Панаѓур траел вкупно 23 години и тоа од 1852 до 1875 година. Трајчевата книга содржи целосен список на сите 35 еснафи занаети во Прилеп. Во неа во детали се опишани организацијата и функционирањето на еснафите. Трајчев, откако ќе забележи дека индустријата била слабо застапена, ќе го потенцира умеењето на прилепчанките во изработката на килимите, конкурентни и надвор од Македонија. Во книгата на Трајчев се споменуваат и видни христијански и турски, трговски и земјопоседнички фамилии. Во неговата книга има многу подробности за карактерните црти на прилепчаните, трудолюбиви и скромни, свикнати на заеднички фамилијарен живот на повеќе генерации, со почит кон постарите луѓе и свештенството, учени, мудри и духовити. Класикот на македонската регионална литература, писателот Стале Попов, во вториот дел од неговиот роман Крпен живот, објавен во 1954 година, дава еден навистина впечатлив и животно уверлив приказ на прилепската чаршија и односите меѓу градот Прилеп и селата од Мариовскиот крај, со ликови што за навек остануваат во читателската меморија. Прочиениот патописец
Евлија Челебија, кој го посетил Прилеп во пролетта на 1661 година, опишувајќи го градот, посебно се задржал на описот на тврдината Маркови кули и повеќето прилепски џамии. Нашиот сограѓанин Марко Цепенков со своето запишувачко, раскажувачко мајсторство остави трајно и возбудливо сведоштво за еснавските закони и празници, а научниците Лидија Славева и Владимир Мошин се фокусираа на значењето на српските грамоти од Душаново време за Прилеп и околината во нивниот труд од 1988 година. Во публикацијата 50 години музеј Прилеп, издадена во 2005 година, е содржана кратка историја на Прилепската чаршија и прилепското занаетчиство од крајот на 18-тиот до почетокот на 21 век и истражувањата и документирањата на занаетите застапени во Прилепската чаршија. Книгата на Славчо Ковиловски Прилеп и Прилепско во 19 век, објавена во 2017 година, ни понуди проширени и продлабочени сознанија за надалеку познатиот прилепски панаѓур. На авторката Моника Талеска ја честитам првообјавената книга со увереност дека ваква книга може да напише само личност која премногу го познава и го сака градот Прилеп и неговите жители. И посакувам многу здравје и интелектуална енергија за нови книги. Честитки за издавачот, како за книгава, така и за одржувањето на издавачката традиција. Честитки за преведувачките напори и резултати, благодарејќи на кои старите занаети во Прилеп на англиски јазик му се обраќа на светот. Честитки за печатарот и за сите кои учествуваа во нејзиното техничко и визуелно обликување, за да и во тој дел таа биде на европско рамниште. Ви благодарам за вниманието. Благодарам, господине Беличански. На крајот од книгата има едно парче, вика архаизми што и денес се во функција во чаршијата во Прилеп. Кога го спомнуваме Цепенков е многу значаен, рековме за нас, истото во неговите томови го има во изданието кое што го има издадено. И кога секогаш сакаме и би можеле да се повикаме на нешто за превод во однос на турцизми кои што сме ги заборавиле, секогаш имаме кај да го најдеме. За среќа го имаме и овде сега. Таму има еден збор што го знаеме сите, вика еснав. Врсник, другар и здружение на занетчи. Многу посладко е пред здружение на занетчи ова врсник и другар. Мислам дека многу ја дефинира состојбата на чаршијата, многу дефинира духот на чаршијата, многу ни го дава она што денес, како последица, го чувствуваме во еден позитивен од. Денес Прилеп има здружение на комора на занетчи и би сакал повеќе за тоа да ни каже нешто господин Кире Трпчевски, кој што е претседател на комората. Повелете.
градот Прилеп има своје минато и своја препознатливост која често се манифестира преку одредени настани, обичаи, градби и слично што ја формираат неговата слика и ни даваат представа за минатото. Препознатливоста на Прилеп се одразува и преку специфичната дејност за занаетчиството, како секојдневна потреба и занимање на луѓето во него. Тие во него ги остварувале своето знаење и вештини, ги испреплетувале културите на повеќе народи, ги задоволувале потребите и остварувале врвни достигнувања за своето време и за идните генерации. Занаетчиството во Прилеп има своја традиција и свој белег. Вековите одминувале, а занаетите во Прилеп го ширеле својот спектар и представувале во зависност од времето значања стопанска дејност, различна во различни времења. Бројот и видот на занаетите отсекогаш бил условен од потребите на времето. Низ времето обстојувале жилаво и упорно, само одредени занаети без кои и веројатно не се можело, тие биле постојано, односно континуирано, а се јавувале и исчезнувале многу други условени од моменталните потреби. За среќа, добар дел од понанешните мајстори знаеле успешно да се прилагодат на новото време и да го усовршат своето знаење или да научат некој нов занает. Во Прилеп живееле безброј занаетчии кои со своето умење и вештини оставиле впечатливи траги и голем број уметнички експонати и архитектонски зданија. Како што претходно моите соговорници спомнаја, прилепските занаетчии учествувале во 38 година во изградба на црквата Свето Благовештение. Подоцна после 54 година, после горењето на сад кулата, истата екипа, значи на Христота Сламиче и тајфата на Лауца учествували во реконструкцијата на сад кулата. Овде мора да се спомене кога занаетчиите од град Прилеп во 1934 година купиле место од турски земјопоседник и ја изградиле зградата на тогашната занатска кооперација, тоест денес позната како Кино Работнички, кој после 1948 година во чудни околности почнало да ја менува собственоста се до 2002 година, кога е впишана на Сојуз на синдикати на Македонија, со што занаетчиите останаа без зградата која ја граделе за да ги издигнат својот кредибилитет и репрезентативност. Како и тогаш, така и денес на занаетчиите им треба некоја форма на здружување преку која ќе го унапредат занаетчиството и ќе ги остварат своите права. Па така денес ја имаме регионалната занаетчиска комора, која до неодамна се бореше да обстани и да ги штити интересите и потребите на своите членови. За среќа, наидовме на разбирање и неизмерна поддршка од страна на локалната самоуправа на град Прилеп, односно градоначалникот господин Илија Јовановски и советниците при Советот на општина Прилеп, кои што возможија да го надминеме проблемите, да се престроиме и усогласиме според новиот закон за занаетчиство. Спрочем, зарем не е нашата задача да ги поттикнеме младите луѓе да ја пронајдат својата екзистенција овде наместо да бегаат надвор. Токму тие млади луѓе можат да донесат прогрес, унапредување и развој на малото стопанство и занаетчиството. Новиот закон за занаетчиство предвидува соработка помеѓу средните насочени училишта и занаетчиските комори преку занаетчиите мајстори да учествуваат во обуката на ученици, формирање на испитни комисии за да се обезбедат кадри кои ќе можат успешно да обезбедат работа и екзистенција на младите луѓе. Комората во оваа цел има подпишано меморандум за соработка со средните училишта и треба да учествува во обуката на ученици за кое сметам дека се уште не е на ниво кое треба да биде и со натамошен ангажман како на членовите на комората, мајстори занаетчии, така и од страна на училиштата и општината. Треба да се подобрат и условите и соработката како би створиле подобри услови за учење и мотивираност кај младите. Јас како занаетчија куменџија Златар представувам трета генерација од моето семејство кое традиционално се занимавало со овој занает, кој го започнал мојот дедо Киро, продолжит мојот Чичков Спире Трпчевски, а од 1986 година се вклучувам и јас и до денес скоро 33 години се трудам добрите занаетчиски навики и вештини да ги практикувам како во мојот дојчан, така и во занаетчиската комора каде што сум председател. Својата екзистенција ја обезбедувам со трудолюбива работа на мојот занает, кој што низ времето претрпе некои технолошки промени кои беа неопходни за да се произведува или поправа современиот начин
накид, но не само тоа, туку се трудам да бидам добар пример за честен занетчија кој го посветил животот на занетчиството и неговите вредности. Сметам дека и во иднина нема да отстапам од овие мои навики за да се одржи угледот на занетчиството и да се зголеми желбата помеѓу младите кои треба да изучуваат занаети. Традицијата не прави да бидеме она што сме, да бидеме подобри луѓе, одговорни и корисни членови на нашето општество кои успешно се справуваат со предизвиците на времето во кое што живееме. Чест ми е што вечерва присуствувам на промоција на книгата на авторот Моника Талеска, за која што сметам дека ќе остави голем белег во историјата, пишаната историја на нашиот град. И посакувам уште многу успеси понатаму. Што ти се вика мајстор. Мајстор и кој ќе излези да зборува на прилепски. Многу ми е драго вечерва што ме поканивте да бидам дел од ова прилепска приказка. Оти и мојата фамилија е дел од приказкава до која што сега стигнува Прилеп. И иако јас не научив никој занает, а знаете како се вика за занаето. Се, ама занает. Имам еден друг занает, а тоа е со пеењето. И кога зборувавме со другарка ми Моника за настапот вечерва, ми рече вака: ова ќе биде за Прилеп. Ако е за Прилеп, идам на крајот на свето. Оти, како викаја овие нашиве познати прилепчани, викаја: Прилеп е најубајо град на свето. Бевме на некакво патување и колегите ми велат: доста со тој само прилепски зборуваш. Научи се еднаш, колку години си во Скопје. Научи се прилепски. Никош нема да зборувам скопски. За инаеп. Пак јас, со другарка ми Моника, која зборувавме, требаше да најдам песни што се однесуваја на мајстори. А јас сега ќе ви испем една песна од Захаринка Милосављевиќ, која е мајстор на прилепската песна. Ако е мајстор, тогаш е мајстор. И една уба прилепска песна се вика "Низ двори се шета мома Катерина". Низ двори се шета мома Катерина, бело променета како галабица. Аман, аман, како галабица. Аман, аман, како галабица. Ситно кротко оди, како еребица. Ситно кротко оди, како еребица. Аман, аман, како еребица. Аман, аман, како еребица. Оздола ми иде едно лудо младо, сива коња јава, коња разигрува. Аман, аман, и на коња вели. Аман, аман, и на коња вели. Играј коњу, играј, ти да се наиграш. Јас ке те продавам за мома Катуша. Аман, аман, за мома Катуша. Аман, аман, за мома Катуша.
туша, како твојта конја, сегде редум има, како момаката, нигде редум нема. Аман, аман, нигде редум нема. Аман, аман, нигде редум нема. Карактерни црти на прилепчаните. Прилепчаните се трудолюбиви и економисти. И затоа прилепчани велат, од работа нема срамота. Ова задобрила и за мене. Прилепчаните својот јазик им го наложиле на турците. Ретко сте прилепчанец да знае турски јазик, а секој турчин на пазар или во разговор се обраќал на бугарски јазик. И денес се прикажува за еден интелигентен прилепчанец кој што зборувал француски, а мисли со прилепски акцент. Прилепчаните, вика, имаат почит кон постарите луѓе и свештенството. По улица, кога поминува постар човек и се поздравува, тој што седи подстанува. А кога поминува свештено лице, тие што седат пред своите порти на улица, стануваат на нозе и на поздравот одговараат Бог да прости. Вика, прилепчани се едни од нерелигиозните луѓе во земјата. Прилепчани се хуманни и благородни. И со ова однесување го држат рекордот во целата земја. Никаде на друго место во Македонија не се практикува обичај со таква посветеност да се подарува таков недвижен имот на манастир или на црква, како и да се даруваат материјални средства, пари, килими, унечки, добиток, масло и друго. Прилепчани постат речиси сите околу 230 дена во годината. Прилепчани се гостолюбиви, се одликуваат и со својата духовитост, мајмун во прилеп не игра, нели? Тие се луѓе со бистар и прониклив ум и голема духовитост. Прилепчанецот е вешт и умее да извлече корист од занаетот без многу умствено напрегање. Во тие односи евреите наликуваат на прилепчаните. Многу мудри изреки, поговорки и гатанки со кои што се служеле, често во обичниот говор, прилепчаните јасно сведочат за нивната мудрост. Прилепчаните се весели и поетични, тие се здрава натура и со јака телесна конструкција. Биле на става високи, средени и се тврди дека ретко се среќаваат ниски луѓе. Физиономијата им е со пријатни црти, превладува русата коса и сини очи. Потеклото им е брсјачко, но има и вкрстување во последно време со влашкиот елемент. Господине горначалник, би сакал да ве поканам да ги поздравите нашите занаетчи и нашите гости тука, затоа што без нив чаршијата и градот би бил мртов. Повелете. Ви благодарам. Почитувани гости, драги пријатели, почитувани занаетчи, добро вечер. Драго ми е вечера што сме во еден ваков голем број, убаво расположение, весели насмеани лица, а јас сум среќен и задоволен и посебно горд вечерва затоа што мојата драга пријателка и соработник Моника Талеска ја презентира вечерва својата прва книга, својата монографија, и то не за било што, за старите занаети во Прилеп. Знаеме дека старите занаети во Прилеп, десетици занаети, пролиферирале многу занаетчи низ вековите, затоа што Прилеп е град на занаетчиите. Како да се напише оваа книга? Треба да се има желба, волја, а секако мора да има и материјал. А каде подобар и поголем материјал од занаетчиството, од занаетчиите, затоа што се уште во Прилеп мислам дека низ Македонијава има најмногу занаетчи во нашиот град, ако не се лажам, а се помалку и помалку за жал ги има. И никогаш не можам да ги заборавам нивните зборови кога зборуваат во Старата чаршија. Занаетчиството и Старата чаршија едно со друго не иде поинаку. Викаат дека нема подобар факултет
да научиш во старата чаршија и на ниеден друг универзитет тоа не може да го научиш. Што е така? И уште не изрека од нашите повозрастни стари што ни кажуваат као внучко научи занает, тоа е златна белезица. Тоа е изрека од Прилепчани и многу често ја користиме, ја користат и во иднина мислам дека и идните генерации ќе ја користат оваа реченица, оваа изрека, затоа што занаетчи има се помалку и се помалку добри занаетчи, а така им е потребно на општеството. Впрочем, има овде сигурно и стопанственици, знаат дека работната сила од овој тип се помалку и помалку има во нашиот град и недостасува таква работна сила во голем дел од стопанските субјекти во нашиот град. Не сакам да должам многу, сакам уште еднаш да кажам уште една реченица за старата чаршија. Сите знаеме дека плочките се искршени во старата чаршија и секој ден по некој се сопнува на некоја дупка и така натаму. Сакам да ви кажам од ова место дека во програмата на општина Прилеп за идната година е договорено старата чаршија да се реконструира со нови гранитни плочки, што сигурно ќе има подобар изглед старата чаршија и секако занаетчиите ќе уживаат малку подобро и ќе работат со подобар успех, се надевам. Сакам да ве поздравам сите ваш вечерва, затоа што убав ден одбрала Моника Талеска во предвечерието на големиот македонски празник 11 октомври, што сакам во оваа прилика на сите да ви го честитам тој празник, тој голем ден 11 октомври, ден на непокорот, ден на паркосот, ден на храброста и ден на борците на посебно на град Прилеп, што затоа знаеме дека е Прилеп град херој, град првоборец и во таа смисла сакам да го честитам празникот 11 октомври на сите вас присутни, на сите граѓани во Прилеп и на Република Македонија. Сакам на крајот да и честитам на Моника Талеска за ова што го направи, ќе остане во историјата на град Прилеп, ќе остане зацртано за сите наши занаетчи кои што во иднина ќе се сеќаваме на она што го направи Моника Талеска за занаетчиите и се надевам и убеден сум нема да биде ова последна. Ова е прва книга, а убеден сум и верувам во Моника дека може да направи уште повеќе. Честитки Моника и да е за многу години. Ви благодарам. Благодарам. Би сакал да го поканам Благојата Насоцки, кустос во нашиот музеј, директор на Завод и музеј, да ја отвори ова изложба на занаетчиите. Повелете. Добро вечер на сите. Сакам да го поздравам Собиров, градоначалникот на општина Прилеп доктор Илија Јовановски, председавачот на Совет Миле Талески, неговото високо пресвещенство отец Дедо Климент и сите присутни. Почитувани, вечерва ми е доверена обврска да проговорам за изложбата и навистина ми е големо задоволство не само поради уметничките квалитети на оваа поставка, што ја сочинуваат 36 фотографии со прилепските занаетчи, чии автори се Моника Талеска и Александар Десовски. Тука пред се поради фактот што главните актери на поставката се репрезентатите и легендите на прилепските еснавски живот. Како што можете да видите, тоа се нашите познати Цако Клучарот, Гаго Шнајдерот, Сурладжијата Гајдаджијата, Зоран Ковачот, Славе Шапкарот, Јовица Фризерот, Иконија Везачката, Навилерови Гоблени, Чучурот, одржувачот на механизмот на градскиот часовник, Менде Бочварот Германо, Наланджијата, Орде Самарджијата, Иван Електричарот, Пичула Садчијата, Сале Фотозрак, Трпче Златарот, Александар Берберот, Шнајдерките, од Магнет, Пурче Касапот, Джулија Бурекджијата, Сепко Слатарот од Шар, Менде Банакот, репрезентот на Прилепскиот еснав, Владко Столарот, Клапа Молерот, Шојле Свеќарот, Чевларите Сашко и Сашо Бутикот, Томе Рамкарот,
Никола Стакларот, Терекеджиите Талески, Дрнтачовци, брајчата Благој и Петар, очачарите Менде и Драган, изработувачите на икони Горан, Макала и Наташа. Сите овие занаечи се хероите на нашето време, актерите на Прилепскиот еснав, репрезентите на чаршијата, а чаршијата го дава не само културно-историскиот аспект на Прилеп, туку и неповторливиот шарм на нашиот град. Прв пат во градот се изложува поставка со една ваква тема. Поставката говори за континуитетот на екзистирањето на еснавите од 14 век, од времето кога цар Душан во своите грамоти издавал и наредби еснавот на чаршијата да ја одвојува донации на манастирот Трескавец. Еснавите, како што впрочем говори и книгата, старите занаети во Прилеп е тема и на бројни патеписци Ами Буе, Евлија Челебија, Јован Хаджи Василевич, Георги Трајджев и многу други автори, како и од странство, така и од светот. Еснавите денес се и туристичка атракција на Прилеп. Оваа поставка затоа е не само отслик на актуелниот миг, туку содржи и порака да ги негуваме старите занаети во Прилепската чаршија. Од тука насловот на оваа поставка, што е и наслов на проектот, финансиран од Министерството за култура во рамките манифестацијата Нов културен бран. Поставката е збогатена и со алатките и дел од производи од вашите раце на прилепските занаетчии: кавал, гајда, бочви, лејки, кошеви за тутун, кантар, џум, налани, разни алати, електрични апарати кои што датираат од првата половина 20 век и други интересни експонати. Само да истакнам на крајот дека носител на идејата и проектот е Моника Талеска, која што заедно со група ентузијасти работи на афирмација на еснавите, чаршијата и според најавените активности продолжуваат во иста насока, со цел негување на културното наследство, традиција и обичаи. Ви благодарам. Ви благодарам. Просто би сакал да ја поканам авторката да ни каже збор-два, а после тоа Добрила и да се одјавиме со надеж за голема желба за читање на книгата. Благодарам на сите за вниманието, благодарам за честа што сте овде, Добрила, прости што сум зад тебе, се обидувам да не сум. Да кажам еден дел што не беше вечерва кажан. Оваа книга, Старите занајци за Прилеп, е жива книга. Кога ќе ја читате, ќе видите дека речиси секој од вас го има во книгата. Го има почитуваниот мој драг пријател, градоначалникот Илија Јовановски, со мојот драг пријател Миле Талески, како во сабота пијат кафе во чаршијата. Го има на Марија, нејзиниот татко, мојот драг починат пријател Благоја Џумер, кој неговиот пријател Благоја Платнар. Тука е во книгата владиката, мојот прекрасен драг, сакан пријател, владиката Климент. Најголем дел од нас често одат да барат благослов во Зрзе. Тој е дел од ова издание. Отец Калист, посветениот отец во Трескавец. Мојата колешка Елизабета Митреска, која посветено работи во новинарството, и да не редам натаму. Значи, најголем дел од вас сте присутни во книгата. Читајте ја, уживајте. Секој аспект во неја е вистински. Се што е пренесено е актуелен момент што сум го видела и регистрирала. Вие сте мои драги сограѓани. Со задоволство и со огромна посветеност. Со многу љубов ви ја подарувам книгата и верувам дека ќе биде ваше омилено четиво и се радувам уште сега на мислата кога ќе ме нема. По генерации по нас, кога нашите следбеници на овие простори ќе може да читаат за нас. Може би тогаш на небото ќе остане запишан овој момент денеска. Благодарам, бидете здрави и живи. Почитувани занаетчии. Почитувани занаетчии, бескрајно ви благодарам што се работувавте со мене. Бескрајно ви благодарам што имате толку топли срца, што ги отворивте доќаните и ми овозможивте да влезам во вашиот живот и за кратко да поделам дел од вашата интима. Веќе се молувам на крајот на ова денешно дружење да излезете
секој од вас овде, заедно да направиме една фотографија со нашиот устабашија, со председателот на Занаечиската комора на Прилеп, со градоначалникот на Прилеп и председателот на Советот. Да го увековечиме моментот. Денеска славиме заедно дело кое ќе остане во историјата. Благодарам.